Добър ден, въз основа на член 48 от Закона за локална самоуправа, член 23 от статут на община Богданци, член 46 от Деловника от населението на община Богданци е орган от 35-та седмица на населението на община Богданци. Констатирам дека на седмицата са присъствени 10 съветници от вкупно 11 члена, колко ще бъде СОР. Според това постои кворум за работа и отлучуване на СОР. За работа на оваа седмица го предлагам следния дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за само инициативно разпущане на СОР. Материалите по предложение на дневен ред ви са доставени с решението за свикуване на седмицата и по електронска почта. Пред почетката на седмицата ви е доставена още една точка за допълнение на дневния ред. И това е информация за пожар на место Викано Блатище, Варданов камън на територията на община Богданци, Воденовите от 3, 4 и 5 август 2023 година. И предлагам да се допълни дневният ред с оваа точка. И това по точка 1 да биде оваа точка, а предложената точка 1 да стане точка 2. Отварям дискусия по предложението допълнение на дневния ред. Дали се явува некој с два? Кой ли стане? Сега, значи, според размислуването на точка дневният ред, първа точка ќе биде пожар, така? Да. Добро. Втора точка ќе биде само инициативно разпущане, да? Ако може, трета точка, разрешаване на председател на СОР. Да влезе на дневен ред. Това е мен. Отварям дискусия по предложението допълнение на дневния ред. Дали се явува некој с два? Бидејќи никой не се явува с два, предлогот на стојност го ставам гласни. Кој е за? Кој е против? Воздържани? Констатирам дека точката нема да би на дневния ред со 5 гласа за и 5 гласа воздържани. Дали има некој друг за збор? Бидејќи нема никој за збор, дневниот ред го ставам со допълнувањето, го ставам на усвојување. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 10 гласа за. Отварям дискусија по предложение од дневен ред. Минуваме на работа по усвоение от дневен ред. Информацията за пожар на место Викано Блатище, Варданов камън на територията на община Богданци, Воденовите 3, 4 и 5 август 2023 година. Чао. Повездаш? Само секунда. Добре, ясно. Да, сега кажа да начално да почне, ще да чекаме. Тоест, значи, сите са запознаени дека имахме пожар 3, 4 и 5 август. Значи, факта пожарът е почнат от земеделските повършини, доле в Блатище. Опаквана е повършина някъде около 350 до 400 хектара нискостепенност шума. За жал беа опатени и неколку пчелни семејства, овощарници, лозови насади. Со координација со Центарот за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување, со противпожарните единици од Егелија, Валандово, доброволната од Дојран, шумското стопанство, единиците на шумското стопанство, значи пожарот беше локализиран и изгаснат на 5 август конкретно. Значи тук учествува и канадерите на Република Македонија, исто така и хеликоптерот на Министерството за вътрешни работи. Реакцијата беше брза, но заради јакиот ветер и непристапниот терен и, како што знаеме сите, и сушното време допринесе да пожарот зафати толкова површина. Значи, пристигнаа барање од луѓето кои што има таму
овошни лозови насади и затоа оваа одлука сметам дека треба да ја донесеме и да ја ангажираме комисијата за проценка на штети да излезе на терен, да констатира, па потоа да видиме дали ќе може нешто и да владата да донесе одлуки да бидат обештетени. Отприлика е тоа. И тук имаме една напомена, согласно член 68 Закон за заштита и културен ред, и всеки има обврска, која имало овошни лозови насади или било какви насади да се направи тампон зона во случај на вакви ситуации, но опом може. Да видиме първо комисията нека излезе на терен, нека направи проценка, па поставката ќе се ја спроведаме, лейки имаме изкуство од вакви поставки, не предходните години имаме е направено некој можен град, така да поставката мислам дека треба да ја почнеме днес. Никто не знам. Така што додадеш? Това е само за ова, што спомням началото, значи не само за лозово, мислам не само за поле, значи овој член тие оперативни и превентивни мерки, значи опфаќа и во урбани средини, значи дворни места, урбанизирани, а не изградени површини, плацеви, значи сведоци сме дека многу мал број на луѓе тоа значи не ги одржаваат, не ја концентрираат, не ги преземаат тие превентивни или оперативни мерки. Значи тоа е оваа година пролетта дождовите си го направија своето и сега значи голема вегетација, сушно време, високи температури и се случува, значи секоја година не е тоа прв пат, ни последни пат ќе бигаме, не е внимание, намерно или ненамерно, тоа никој не може да каже. Сега проблема кај нас што немаме, значи во подрачното одделение во дирекција за заштита и спасување моментално нема инспектор за пожари при дирекција за заштита и спасување. Порано имаше во Министерството за внатрешни работи инспектор за таква работа, барам да се покрене, значи да се бара некој сторител, лица, луѓе кои го направиле тоа што го направиле, значи да има некоја одговорност од некој. Штетите се големи, дрвната маса се прави проценка, значи шумското стопанство, национални шуми, значи некаде околу 400 хектари површина не е изгорено, околу, значи точно денеска треба да по стопанските острови што ги имат по површините, по деловите што стопанисуваат национални шуми, точно треба да кажа, значи колку површина има изгорено. И сега жално е за овие што инвестираат, што имат учарици, што имат црева капки, што се изгорени. И самите насади. Да, и самите насади, значи тоа веќе што е изгорено, и треба време пак да се одне. Благодарам, Митко. Дали некој се јава за влад? Помени Михаил? Јас може да кажем дека реакцијата беше добра, не беше одлична, не беше лошна, беше добра. И такви работи се случуваат се повеќе и повеќе, но ние како општина Богданци едно време располагавме со некоја механизација за справување со пожари. Имавме и доброволно друштво, такво, а сега зависиме од општина Гевгелија. Ние како општина и гледаме дека веќе втора година поред не се случуваат истите работи. Мислам дека треба да размислуваме по доопремување и до квалификација, бидејќи не знам јас и колкава е квалификуваноста на луѓето од комунална чистота да отидат да гасат таму. Дали се тие обучени, дали тие има соодветна обука за да бидат присутни таму, бидејќи и отправа, бидејќи доколку спротивно не се обучени, значи ние праќаме необучени луѓе за гасење на пожар и тоа не треба да биде така. Оти едноставно ги ставаме во ризик по својот живот. Тоа е првата работа, што треба да ја направиме ние и што треба да ја испрашаме. Втората работа ме интересира за минатата година, бидејќи потоа не добивме ние, мислам, извештај за штета во ѓавото кога се случи пожарот, а беше формирана некоја комисија. Не паметам до каде сме
со штетата на таа, со проценетната штета од воопшто не излезе комисија, и зашто се одби тогаш минатата година, баш овој период беше мојата иницијатива за формирање комисија за социјална проценка на штетата во јава. Значи, за минатата година Советот не донесе одлука за излезе Да, комисија. точно се одби Имаше иницијатива со образложение значи, дека ќе се формира, ама не се. Таму се поведе постапка, значи за тој случај за ланската година. Од Скопје дојдеа инспектори од Дирекција за заштита и спасување и од Министерството за внатрешни работи инспекција од не знам од општи криминални, не знам сега точно кој сектор. И исто и лица од МЕПСО, мислам оти беа, затоа што се претпостави што е ланска пожара настанено далеководот човек висок напор. И знам последно што имам информации, вежбата која беше сега на Палевица, директорот на Дирекција за заштита и спасување беше тука и кажалото има покрено, значи кривична постапка до обвинителство во Скопје против МЕПСО, а додека е работа, значи не знае. Не, тоа што и јас паметам дека и таму имаше штета на граѓаните. Па, Значи, може нема се само каже и дека во овој има пожар штета, зашто селективно прилагаме на работата. Ако е пожар на територија на општина Богданци, не е Чим се аплицира виновникот, нели после тоа ќе има обврска. треба да има обврска да се обештети. ако ние немаме направено проценка за штета, според Јасна проценета. Там значи обвинителство се покрена постапка и Покрена они постапка. кажува дали вештаци или кој или како колку е проценката, колку е штета. Обвинителство се презема. Сега ние значи комисијата ако се одлучи да излезе за во пожар, ние направиме елаборат со проценка на штета, го доставаме елаборат, знаете, значи до Советот. Советот само треба да го одобре или нема да го одобре и го пуштиме до влада, односно до комисијата што е формирана од влада. И после оно никој не е известен дали Вие е имате информација и за минатата година за пожарот во Гјавото, дали е направена проценка на штета и која институција? Еве, вие не, како... за таа за лани не. Јас мислам дека воопшто нема направена. Го говорим сега за влада. Само да, ако може, значи, за првото прашање да му одговорам на Михаил, прво не сме замислени од Гевгелија. Значи, обврска законска е на територијалната противпожарна единица да действува на територија на општина Гевгелија, Богданци и Дојер. Значи, таа е нейна обврска. Втора работа, комуналното, мислам, лицата од комуналното што излеват на пожар имат сите сертификати, значи имат посветена одлука од страна на Дирекција за заштита и спасување. И сега, малку од нас, ајде да не кажем се извртал да работи, значи не ги, он не сте ме јасно и на македонски шуми на територијалната, значи кој треба да командава и да раководат со луѓето што се на терен. И по сите тие оперативни стандартни процедури најпрво треба да се исполнат македонски шуми. Кога се работа, за кажем, за терен на што стопанисал тој инсулер. Значи секој што се стопанисал со тоа објект треба не прво да се излезе, да си применат нивните мерки, па после ако имат потреба од помош, претежно територијалната, она е задолжена за објекти и за лица, најпрво за лица и објекти ако има, значи они ги бранат тие работи. Сега ние, значи нашите луѓе што се од комуналното се обучени, значи мора да ги пуштиме да ги помогнат и да не дојде до поголемо поширување и да не дојде до селото и до објекти. Тоа настапува, За значи објаснение на вие пожара сака присуство на само место. Значи ако нема присуство на луѓе во договорен број, значи пожарот тешко се контролират и со хеликоптери и со авијавели. Ние кој ги има пожар, ги бртме авиони. Но и Канадерото имат одреден број на саатови што може да лети. Значи, кога има такви пожари, а нема загрозени, да кажем, летални места, значи не секој пат се пуштуваат нели Канадере и хеликоптери. Значи тие се чуваат во случаи да се бранат летални објекти, да се бранат на населено место. Бидејќи и во, да кажем, во тип на пожар и да дојдат и 10 авиони, додека не влезе човек ръчно да гасне, значи пожарот тешко се гаси. Така да не секој пат нели викме ајде нека авион, нека е хеликоптер, но не секој пат они ја завршуват работа.
Значи, овие случаи, обично при шумските пожари, трябва да кажем, ако имаме ясно некое изкуство, бидейки всяка година ги има, значи додека не влезе луѓе, кога огните намалят во утринските часови, додека не се изработи тоа со човечка сила, тие пожари тешко се застанат. Това е само помощ от въздух. Тоа е само помощ во въздуха, ама мора да има и луѓе кои ги интервенира, да кажем, кога не да хеликоптер, пак треба да има човечка сила да завърши работа. Само кратка реплика. Оле, Михаил. Вака, значи, ясно ми е тоа дека ТПП Гевгелија е одговорна законски за овој регион. Меѓутоа, еве втора година поред се покажува дека и Кавадарци како да е одговорен за овој регион, бидејќи Кавадарци е веројатно најспремната и најдобро опремена противпожарна единица според тоа јас што го гледам. И според пофалните зборови од минатата година и благодарниците што ги поделихме оваа година и се и благодариме за јавно им благодариме за помошта која што ја пружат. Почитувам мојот супер е тоа што имаат соодветни обуки вработените во комунална чистота. Моето прашање беше само ако веќе сакаме уште посилно да идеме во оваа работа и како што каже градоначалникот еве сега дека воздушната интервенција не е толку голем фактор колку што е човечката или од земја, што значи треба ние да направиме. Мислам се оваа идеја веројатно треба еве вас како обврска ви ја давам да направите еден план да се изврши обука на повеќе луѓе доброволци и ние советниците, да, слободно. И ако можеме како општина Богданци плюс да добиеме и возила, едно, две, три, колку ќе можеме, дали од донаторски, дали како општина, да можеме и ние да имаме една ваква единица, да кажеме, која што ќе помогне во случај на вакви природни катастрофи. Тоа може слободно како да го изработите како општинска администрација, еве ви идеја да се зголеми бројот на луѓе кои што се квалификувани и да се набави дополнителна оправа, се со цел уште подобро справување. Оле, Во делот на другите територијални противпожарни единици. Сега, значи, не зборам на памет, не знам дали сите територијални или одредена бројка на територијални противпожарни единици што се поголеми, они се должни, значи, ги мобилизират кога има поголеми пожари да действуваат. Значи не е случај само кај нас тоа Кавадарци или Штип или неготови што имаш. Гевгелија, например, кога беше во Битола пожарот, Гевгелија дел или со едно возило, Струмица, сите други територијални одат да помагаат. Значи, во зависност од големината на пожарот и теренот и дали треба нешто да се заштити. Кавадарци, значи, секоја чест, спремни се поголем град, поголема територијална противпожарна единица, ама они се должни по закон исто да действуваат, значи да помагаат на другите територијални противпожарни единици. Порето тоа, значи само беше моментот и ние како општина не смееме да зависиме од сите, значи треба и ние да допренесеме, и ние на некого да помогнеме. Не може ние да бидеме само зависници од помош на сите други општини. да, некој се јавува за това. Оле, Дранов. Ја слушам констатацијата дека треба некој друг да ни помага. Јас мислам дека најпрво треба да можеш сам да се помогнеш. Сам да се помогнеш, што значи дека треба да има ние некој одделение тука, во Богданци, за да можеме сами да се помогнеме од старт, а после ако не можеме да завршиме работа, да може некој друг да ни помогне, како што говори. Една работа, сега до градоначалник, дали во близко и не планира нешто да правиме таква противпожарна станица или не, и уште едно прашање пак до него, доколку некој се понуди да ни даде едно или две возила донација, дали ќе можеме да ги правиме во употреба тука и нас и за да можеме сами да се помагаме. Оле, градоначалник. Може само да издействуваме да направиме сдружение доброволно противпожарно друштво и преку тоа доброволно
пожарно друштво да се развиват сите активности. Вие знаете, че на времето имахме доброволно пожарно друштво и отделяхме бюджет за тия да бидат редовно вработени. Но со една ревизия, што им ще пред няколко години, се констатира дека тоа не е правилно. Бидејќи доброволните пожарникарски друштва, само ти тука едноцемо по овоја соба, значи се изплаќат по час на терен. И тука малко кога се случи тоа, кога се запре давањето на плата на тие пожарникари, тоа доброволно престана да функционира. Значи да, тоа треба и промене да го обновне или старто со работење или да формираме ново и тие луѓе што ни се во комуналното, бидејќи тие ни се луѓе за се, дали е за вода, дали е за канализација, дали е за пожар, и се луѓе за се, да ги метнеме, бидејќи имат сертификата. Мислам дека сега имате некоја друга обука, значи повисок степен на сертификат да го бият и тие да ги вклучваме во тоа доброволно противпожарно друштво и да успееме да обезбедиме барем едно возило со кое ќе може да кажеме да бидат први на интервенција, бидејќи се тука. И секој кој сака, значи обврската на секој вработен, колку има таков човек кој е член на доброволно противпожарно друштво, значи секој работодавец мора да го ослободи да работи и тоа мора да му го плати. Исто и ние сите пожарникари што беа овие 3 дена на терен, значи ние соодветно по нашата одлука финансиски и ќе бидат наградени. Барам до сега така функционира. Никој не, дури претходниот пожар и доброволното друштво од Дојран, дури и нив ги наградиме, бидејќи момците беа, как да ви кажам, издезјани на терен, беа тука присутни, дури и не спа една или две вечери за пожарот во Геартова, така да тоа мора да биде наградено и мора да ги мотивираме, бидејќи на секој повој ни се јавува тука. И мислам дека тоа е во ред. И верувајте еден ова гаснењето на пожарот носи и финансиски реперкусии. Значи, не можеме никој почне да ги оставаме луѓето да не добијат еден сендвич, не може да ги оставаме луѓето да не добијат вода, не може директ Джоко доброволно противпожарно. Значи, не може да не им плавиме гориво на тия возила, доброволно пожарникар друштво не може да ги оставаме без гориво да им ставаме. Значи, има финансиски. Като се работи за доброволно и за тези, што се ангажирани лица, се извинувам до начало, че не се работи значи за териториалната. Териториалната противпожарна единица може да се значи ангажирана, поне нема обврска. Сега е сендвич, как е носен на од Шумско на комуналните и на них, сега все пак начуват тия луѓе. Така да и мислам и баја години самата институции много по-бързо реагират. Значи, уште во први момент кога почнаа пожарот, генерал Стојанче се јави, авиони ви требат, за сати постигна авионито, хеликоптер пушти на вечерта и беше присутен на координацијата во Богданци и он од него е пренесено. Дадете што по-малко да ги чуваме тие ресурси, канадера, хеликоптера, за да заштитиме витално објекти. Значи, да не бъркаме во секој момент да ни доја канадера, а гледаме дека може да дојдеме време да завршиме работа. Бидејќи и тие се ресурси што се тросат, имат одреден број на летове, една ламбичка да му светне мора да не може да полета, авион лета до предстигнување, значи тие се ресурси што треба да ги чуваме за чување на виделни објекти. Нада? Дали некој друг се јавува за блат? Бидејќи никој не се јавува за блат, да го изгласувам по заклучокот, го прочитатох и го прочитам и јас пак. Точка 1. Собот нощно Богданци на седмицата одржана на 8.8.2023 година Адъбоството на дело мирът шегувите реакции на граѓаните констатира дека като резултат на појавата на пожар на место викано Глачище, Бадан, Хам, Оброк, Утлите и Мамино на територијата на општина Богданци од новите 3, 4 и 5 август
2023 година е настаната все още непреценената щета на лозови, овощни и градинарски насади. Точка 2. Се задължва Комисията за проценка и утвърдуване на висината на щетата от природни непогоди и други несреки на община Богданци да излезе на терен да извърши евиденция, проценка и утвърдуване на щетата. И за истите да изработи извеща, които предостави до Совета на община Богданци на освоюване, съгласно единствената методология за процена на щети от елементарни и други непогоди. Точка 3. Ovo заключва да се достави до владата на Република Македония и до Министерството на земеделие, шумарство и водостопанство. Точка 4. Ovo заключва влегла в сила от денят на обявение на службен вестник на община Богданци. Кой е за? Констатирам дека точката 1 гласуване на гласа с 10 гласа за бавенията. После ние не си направим, значи, Ние да слабят да изгласим бюджет, защото да се гласат. Да не остане само на кажем. Точка 2. Предлог одлука за само инициативно разпущане на Совет. Како председавач на Совет, воден от последната реченица на един от съветниците, ще изпадна противая диктатура, смятам, че диктатурата трябва да падне. Затова и аз виках тази седмица за само инициативно разпущане на Советът. Лично сметам, че във Совет не е функционален, от причини, що в година време от сега единствена размисляване на Советата и на съветниците е как да добием по-големи политически промени на социалната мрежа. Значи, с изкажуването на невистини и на социалните мрежи са на щета и така на ниският углед на Совета на община Богданци. Значи, аз съм разочаран как може да отделени да кажем, структури на официалната нивни сайта да презентират лаги и невистини. Значи, сметам, че ние като съветници много е лесно да и напущаме седмици, като се носят тежки орлуки. И последната седмица ще беше, ще се удържа на Совета на община Богданци. Мислям, че толкова ниско се свали вредността на гласове, че мислям, че трябва да се разпуща. Имам само едно прашане до съветниците от ВМРО, поради това ще имаме директно спомнане на официалния сайт на нейния председател, кандидат за градоначалник. Кои са тия решения, ще вие сте и помодили, а ние, и аз, Левица и съветниците от съда само сме си гледали от един път. Значи би се казал да ми кажете една отлука, дека шо ние като съветници не сме поддържали ваше решение. По-ли бърз? Председателят би се казали по-детално да ни образложите за кои са тия специфични случаи, за кои се работи и за коя е нефункционалност на Совета на община Богданци, което вие го повикахте само и да разпишете. Първо прашение това. Второ би се казал да се освърнем малце на деловникът за работа на Советът, пошто на него ни се заснова нашата задача като съветници. На предходната 34-та седмица толкова вие председател не се грижихте за приемането на деловникът за работа и не обезбедихте оспорване на правата на членовете на Совет при право на сбор. Съгласно деловникът за работа, никой не може да вземе сбор пред да обара и да добие за истото. Точно. Да. Говорникът, ако сака да даде реплика, по втор път може да добие сбор по изцърпване на листата на приявени кандидати. Исто така, говорникът може да говори само по прашање што е на дневен ред, без да се злоупотребува редоследот на точка. Председател, аз ако добро се сеќам, вие не само што разговаравте за точка што не е на дневен ред, туку и упаѓавте во збор на говорникот. Сите овие постапки што вие ги направивте како председател го нарушија редот на седмицата. Благодарам. Давам гласче, значи Борис се извинувам. Значи трябва само малко да погледнете седмицата. И граѓаните гледат седмицата на Совет, не само тази, тук сите 34 седмици, сите ще се снимат, и ще не се снимат, за да видят дали и колко ясно нарушува периодът. Значи, ако погледнете само последната седмица, ево, конкретен пример, колегата Тодор
кои што не зема збор, а процедурално си говори, пред сами чин имаше дискусија со Стратров, па тогаш не му пречеше таа дискусија од влевато збор, а му пречеше моето што влезе во збор. Така, единствена грешка на мене како председател на Совет е тоа што дозволих некои советници по повеќе пат да се явуват за збор, качувајќи го деловникот на Советот, точно така. Исто и сега се случи тоа, значи ево пред малца, се случи, кога беше првата точка на дневен ред, се влееше во дискусија, така. Тогаш може да се влезе во дискусија, да се дебатира со говорник, со се, а кога нешто не ви воде, на сите советници и нешто кој ви се кажува такова, тој ги не може. Значи, единствената грешка като председател на Совет е тоа, што саках да бидам премногу добар у сите. И ево, јас му дадех ли збор на колегата Тодоров за да земе процедурално забелешка. Значи, збор имаше колегата, ако добро се сеќавам, имаше колегата Карпе. И погледајте таа снимката, ги видите во колку наврати јас викам збор има колегата Карпе, збор има колегата Карпе. Значи, погледнајте ги снимките, а за дали е функционално Советот, ево, јас ви кажах, ви поставих едно прашање, не ми одговорите вие на моето, вие ми поставите две. Кои са тия решения и предлог одлуки, вие што сте и доставили решения за проблем, што ние сме си гледали в ПАСО? Конкретно, вие сте на седмица 34. 34 седмицата вие тук. Кажете едно, и аз што не съм поддржал за некое решение. Што било добро за граѓаните. То. Повели ша дава, што има некој пред мене. Јас не можам да се согласам со констатацијата дека Советот не е функционален, бидејќи за овие скоро, да кажем, 2 години, 3-4 седмици, Советот се врши своите работи како што треба. И мислам дека Советот работи со тоа го оправдува. А додека оно што се случува надвор од Советот, лажните информации и сето тоа таму што се врши, тоа не треба да биде наш предмет на интерес. Ние можеме само да запишуваме што е тоа што се случува, но тоа обично говори за карактерот на личноста кој ги пишува тие такви информации и глупости што може да се прочита таму. Тие треба да се запрашат зашто мораш такви лаги или глупости да се пласират на Фейсбук за да отцрнаме ние Советот или не знам од некои други погледи. Иначе убеден сум дека Советот се врши својата улога и функционира како што треба. Благодарам. Оле, Михаил. Вака сега бидејќи спомнав, точно во претходната седмица од јас земев збор сам процедурално. А зошто е тоа така, убаво напоменавте, гледајќи ја седмицата, при моето образложение до советниците, при разговарање на точката на дневен ред, јас бев фокусиран на тоа што треба да го кажем председателя, на фактите што треба да ги предочам и зошто сум против таа одлука. Точно е дека Стратров во еден момент ми се уфрла во збор и не е точно дека мене не ми сметало и Стратров ми се уфрла во збор, точно е дека вие не го укористе Стратров да не се уфрла во збор. Со самото тоа, веќе мене ми е нарушено правото на излагање, председателя, да. И не само тоа, многу пати од ваша страна сум бил укорован, да може да ги гледате седниците, дека јас бегам од точката на дневен ред. Значи, ми е било кога имавме оправната од UNDP, кога беше функционална, сега кога не е функционална, сте ми гасели микрофон и сите тия работи. Председателя не е во ред е да се дозволи дискусија. Во ред е едниот да заврши, другиот да продолжи. Ама не е во ред додека еден советник зборува, друг да му дофрла. Јас лично сметам, не знам дали сум сгрешил, ама лично сметам дека јас во ниту еден момент на никого му немам упаднато во збор. Сум го дочекал да заврши, сум кренал рака за реплика, сте ми дали. Тоа е во ред. Тоа е во ред, тоа го почитувам. Реков, на моменти ми имате изгасен микрофон додека имавме оправа, а на моменти сте ми взели збор, сте му упориле дека сум надвор од тема и така натаму и така натаму. Значи, мислам дека
одржувањето на редот на седницата е ваша обврска и треба подобро да го спроведете. Оваа одлука за самоиницијативно распуштање на Советот, јас би ја рекол и оправдана и неоправдана, но поточно ќе беше одлуката да се поднесевте морална оставка, бидејќи вие председателя на минатата седница си дозволивте като председател на Советот да кажете што сакам, тоа ќе правам. Да. Што сакам, тоа ќе правам. Што сакам? Сакам на деловникот на статут. Тоа е во склоп на деловникот и на статутот. Што сакам, тоа ќе правам. Вие, гледате сега, например, пак ми го фрлив, додека зборува, пак ми го фрлив. И тоа е тоа. Едноставно треба да причекаш да заврши на време, без разлика дали си председател на Одреден совет, па да потоа дадеш реплика. Како што вие ме спомнахте мене, дека јас сум взел процедурален збор и сум немал збор и јас не сум го почитувал редот. Ако јас не го почитував редот според вас, вие имате деловничка можност мене да ме отстраните од седница. Ама после тоа одлагање дека вие што сакате, тоа ќе правите на совет, самоиницијативно распуштање на Советот поради нефункционалност на тоа е невршење на ролата председател на Совет според деловник. И реков, ако имате морална отговорност, може да се принесете оставка свободно. Благодарам. Колега Михаел, значи, вие сте един от тия, што не ги прочитали статут деловникот, со тоа што се јавувате по повеќе пати за збор, да знаете, тоа пише два за збор. Во повеќе наврати ви имам укорно, поради тоа што е колегата, сега веќе лапме за седницата, ќе продолжиме да лапме за седницата. Бадаше од мене да не спомнувам личности што не се тук. Вие цело време спомнувате личности што не се тук. Цело време водите некоја си висока политика. Државата, власта. Ние сме тук да решаваме за проблемите общински, не да решаваме за проблемите на државата и на власта. Да, јас ви взех збор, што вие сега пред малко се преговарате во збор. Вие сега не ги почекувате пред малко. Нема ни 10 минути, цело време гледате во збор со... Цело време беше реплика. Таа седница се комуницира цело време. Така, ние еднаш Колко? тегот на... Јас ќе влезам, и вас сакате да се правиме обед. Поди сакате да се правиме Си обед. правиме, ме изслушах. Добро, ајде. Ме изслушах јас. Готово. Погледнайте се и да следеш 4 седмици, ќе ви станат да продадат повеќе јас. Кој е страт обаче? Сам бев спомнат на повеќе наврати, само да реплицирам. Значи, ако малку бејте изгледали, целта и насокта на таа седница, на претходната седница, што ја напуштите, ви беше абстрактна говор, ви беше абстрактен насит. Значи, се во ред, физибилите, поднесете, да, изгласаме заедно, така, со 11 за. За рециклажа, изгласаме со 11 за. То не беше предмет на комунална чистота. Значи, бете тотално вон темп. Тотално бете вон темпа, пошто тоа не е наложиме на општината да Совет да изработи физибилите спојане. Не предпријатието јадно што. Тема беше цента, бюлетеринта, членот на управниот одбор ни изџвака, народно кажено, до детал, зашо ние треба да покачаме цента. Тоа не беше нашо, ние како советници СДСМ само да сакаме да качаме цента, туку беше одлука на управен одбор кој е изберен од нас, луѓе доверливи, што доста ги фали и гледно ги гледат, и треба да им дајме малце полука, мислам, да им дајме поддршка и финансиска, да им се покачите типа ушарите за работите што ја завршија и што надонесеа во таква ситуација да има увид на сите податоци, ни дадеа статистика на пола Македонија, ни дадеа цена во плати 2008 статистика и на два основни трошока плати и струја, комуналното оде во загуба. Имаме прашање од советничката група, дали ако покачме, ќе биде рентабилно. Ево име вонраде настава, дека што тие луѓе први излизеа на теа. Затоа намерно ви взех преги во дуел, и ние советниците во овој случај треба да се искараме
барем основен сертификат да може да изследва на терен, но ќе дојде време, тие луѓе ќе нема да земат плата и ќе нема и кој да испадне на терен. Ќе мора ние да испаднеме на терен. Пошто ние сме тие што се грижиме за условите на општина Граница. И не е само тоа, име предлози, име председавачот во допушти претерано, за да се изкажете си тама претерано. Спомнате веќе партиски вработувања на веќе починати лица. Дали е тоа людски и логични призег модел. Јас се извинувам, ама председавачот трябваше да прекине и он сега признаја грешката още на почеток на соба. Не се смеќа гледна седница. Спомнате партиски вработувања, имате простор сега за починати лица. Не се крести. За тоа ще вземе. Значи толкова сте неморални и абстрактни изяви и доформувања, не отговорите вие ни един момент защо цента и кој ни предлага на една цента да са, значи ми предлага управниот одбор. Ние сме тука за, дали ќе одобрим одлука или дали няма да одобрим одлука. Не чак ни един предлог. Предлогот на одговор на таа одлука беше предлог на колегата, координатор на советничката група от ВМРО, постави прашање до членот на управен одбор, која би било рентабилна да комуналното барам да дојде на една позитивна нула. И состанок одгоре во комунална чистота и тука одговорот беше до советниците од ВМРО, бидејќи они го поставија прашање. Која е рентабилноста? Значи ни донесија рентабилност, ни статистика со милион податоци, защо треба да се покачи центра на монта, а ние напуштаме седмица. Имаше пропусти, не викам не, председавачот си признаја, и аз навлизех во варварен дел. Ама имаше защо да навлезе. Бех погоден лично. Од неморал. Не се смејај. Не се смејај. Значи, вој веќе е проблем. Значи, бегмо од фактите. Гледајте си го одговорот, дали ви одговорите нешто, од и управни одбор наложи на нас да качвам центар на COVID, за да го останува предприятие. Име немил настав вореден, одме после 2 дена. Кој треба да испадна, ако тие луѓе не земат и плата? Благодаря. Оле Михаил, реплика. Да, реплика имам, дека съм спомнил неограничена според мен. Колега Стратров, срамно е ова сега ще го обетнахте, дека јас съм рекол партиски вработувања за веќе починати лица. Колега Стратров, срамно е ова ще ми покажете сега во лице за вас. За мене, граѓаните може да пробват. Во однос на партиските вработувања, колега Стратров, не се партиски вработувања починатите лица, туку партиските вработувања ви се нотирани во ревизијата која што пред 2 месеци беше тука на Совет доставена. Па сега го користите тоа како изговор, дека јас сум рекол партиски вработување на починати лица. Бог, така просто. Втора работа. Колега Стратров, цената на подигањето и гибралтарина, јас како економист знам дека зависи од повеќе фактори. Не зависи само од цената на струјата и од брутоплатите, вкупниот износ на брутоплатите. Значи зависи и од тоа дали сте направили инвестиции во минатата, дали добро се работело, дали другите индикатори и другите трошици се намалени. Ама таа ревизија на комунална чистота вика за 2020 година дека не гледа потреба во однос на обврските кои ги има комунална чистота тогаш за овој број на ново вработени и лица кои се договорно дело. Не ја носам ревизијата, имаше нотирано 1 мал милион пропусти и еве трет директор имаме на комунална чистота, тоа кажува за кондицијата во која е доведена комунална чистота и колку комунална чистота се ја врши работа. Да не бегам од темата на дневна ред. Друго што ми нафрливте? Не знам, не е во ред. Не е во ред да ми наметнувате зборови кои што не сум ви кажал. Точно е тоа дека имало вработување, точно е тоа дека имало вработување и точно е тоа дека вие споменавте дека веќе има голем број на
починалите лица в комунална чистота, кой ще биде работен. А и аз, да съм се служил, съм не морал. Вие, како што пренесовте, тука, явно, мислам дека нема потреба да ми импутирате такви работи, бидејќи ова не личи на достоинствена конверзација и достоинствена дебата или како сакате кажете на овој. Значи, ве молам друг път да не употребувате зборови кои што не се кажани и да ми ги импутирате така. Не е во ред такво однесување. И аз никогаш не съм рекал партиски вработени починете лица. Това може на 100 седмици на нас да си го вратите. Благодаря. Колегата Додо, само ред да... Най-много 5 минути е вашата реплика, за това да знаете. Не ти е неограничена. Нещо пред малко рекорд. Според Деловникът ви дава неограничено, според Деловникът репликата е най-много 5 минути. Оле Дранов. Зошто овој предлог гласи само иницијативно? Председател до тебе едно прашање. И ако остане во особет, значи поне домите се управно. А ако не остане, защо да дебатираме се един друг, да докажеме како било, што било? Съгласно тук. Да, само да ми кажеш защо е само инициативно и по кој основа? Статутът и Деловникът Советът може да се разпушти само инициативно на предлог од еден од советници. Не, добро, окей, не кажам да запаза ред от сега. До сега долу говорим, не? Защо е само инициативно? Но как стигнаме до това, хубаво да биде само инициативно? Значи, в статут може, Добре, може. може да отговоря, че в статут и Деловникът е наведено дека Советът може да се разпушне само инициативно. На барење на некој советник, доколку се изнесат множество од вкупно одвоени советници. Значи јас како советник, според Деловникот, статут поднесу барење за само инициативно распушнење на Советот. И ја побарав поддршката од сите советници. Во одлуката што ви ја достави на материјалот. Дали некој друг се јава во збор? Кога ли смatra втор пат или реплика? Што е само за одна? Не е реплика, втор пат. Значи, мојот став е, значи, како совет, малко опозицията значи, координатор, мислам, советничката група от ВМРО и Левица, како што веќе терахме и листа на независни кандидати, советот може да функционира и функционира, ако малко се носят тежки одлуци, размислиме трезвено, имаме општина, дека што су најмалечко задолжување, имаме веќе управни одбори, пример е комунална чистота, дека што имаат застапеност од сите политички структури, но може да прифатам, пошто ВМРО координаторот не годува, оти нема кандидат, имаме простор, дека што јавно, преку јавен оглас, може да им се пријави член на управен одбор и да има од сите политички структури во управниот одбор на комунална чистота и да има увид сите како советници. Тука е колега од Левица, знаат има од Левица, функционира управниот одбор и само треба да дајме поддршка. Имаме предлози од советничката група, граначалното во многу наврати и ги моливо предлог буџетот, дадејте предлог, дадејте предлог, дадејте предлог. Има предлози, един убав настав на колегата Борис Роглев, значи 11 души го гласаме за. Се одржаме настан от веки 2 години е едно убав ден со убаво раздвижено по центарот и е презентација и на самата општина, и на самата гимназија, и структури што ги има во гимназијата. И е стварно добар настан, ама не може да разберам да гласиш предлог, да даеш предлог, да ти се одржава предлог, а да гласиш против програма или против буџет. Значи малко треба да видиме повеќе трезвени. Одлукта го поддржам на моменти преседавачи, зашо е ваа само иницијативна донесена, стварно беше, нели, избегнат неките дискусиите од редослед, се десијава, според мене, мислам, официјалната беше и да се напушти седница, за да не носиме тешки одлуки. Тука седме, значи и за добро, и за лошо, некој треба да донесеме тешки одлуки. Наследуват председателски, наследуват парламентарни избори, колку се разпушти Советот, значи не знам колку финансиски ќе не коштат локални избори. Колегата од Левица на кварталниот извештај
пита дали има за вие проекти средства да участваме. Ако ние и сега и го изгласме, значи общините не задаме доста, значи то сигурно минимум коще 1 милион денара на локални избори, така да всички проекти от това година ќе попаднат. Дел и от сите по-ситни инвестиции ще следуват, работата на комунална чистота, значи всеки заглаваме и то ќе видиме ние директни виновници. Значи като съветничка група, и аз не би я поддържал отбудка на председавача, нямам се мъжте дали мой ворет или не, все ворет на поднесувањето, го разбирам защо е поднесена, ама како совестен граѓанин и мислам, че не трябва да терет обществото до толкова фаза, да сите проекти ще ни са веќе готини, трябва да учестваме и да аплицираме, да ги дадем за доказани избори, а веќе наследуват на пролет председателски и наследуват парламентарни избори. Благодаря. Оле Карпе. Добро. Не мислим да се явам за сбора, но повече работи са на фалия. И нек ни пробах, почнах да образложам кое е моето мислене и нашия став за комунална чистота и бях прекинан. И веќе... Дали може да кажеш кой беше прекинан? Веќе толкова тензично стана, шо, нели, са видеи на снимката, да не навлезат в това. Значи, персонално в комуналното починам 2018 година. Това ни го покажа и ревизията. Това остави сега как да го кажа. И шо беа тия две работи наведен от ревизията за 2019 и 2020, беа превработување от това, що треба комуналното дело. Значи от 38 души сега са 47. То е това превработуване. На годишно направи тази пресметката и ќе видите колко е потонно комуналното за вие 6 години. То е едно. Второ, да дадем предлог. Мислям, повече пъти аз това го има кажем. 60% губиток на вода. Да се вземат мерки, да се хватат тия люди, ще крадат вода и да се санкционират. Тия две работи не са направили, продължият да се вработват люди, не са плати никой, не са изведе пред судските органи. Ако си един, двоица, троица, ако се хвата, ако се казва, самите люди ки си изключават тия приключат. Тия са нашите предлози, защото вие 2 години ги лахме, нели, нема от това някой фидбек и от първи, от втори, сега здрави, видим и от трети директор, как е бил. Друго, ние като въмро до сега нищо не сме продължили и тъна. Дадеме 10 предлога, 10 амандмана за бюджета. Не бяха прифатани амандман нито. Как не сме набрали? Просто председател знае, имаше поднесено за основното училище Кирил Методи да разговаряме за подот. Тая точка не беше там на дневен ред, не е поднесе нашата колежка, да видим, хвърляни си 11 ля евро, подот е Джорданов барак, половинта, летна, половинта, с кърши и така не. Едностранно трябваше ние с това да видим, парите са потрошени, много пари, а подот не е функционален. Значи това е, да кажем, една от точки, че не беше прифатено, друго се беше в ред. Това е моето излагане. И така, благодаря. Колега Карпеев и възражението, бех за последното спомня, да не ме забега. Значи възражението до колежката Мария и ще напишем, защо не е точка това на дневен ред. Се надявам да го прочетате сите. И трябва да знаете, от ние посолът не сме ревизор си ги полагаме. Значи има институции за тази работа, покръвнете си поставка. Знам, вие го споредите се случаят с долната школа, направо тук, да, на долната школа имаше инициатива от вработаните. А тук некои от вработаните, точно знаете вие, се правят доста памета, не сакам да влея в негативности и покуша преко совете. Да, совето ќе
Ќе расправа дека има бавење од училишен одбор за некој проблем во институцијата во која е. А така, ако тргнеме ние, ево и јас имам образлагање доста за градинката, па некој совет, не сме ревизијски, дојме да трчме и да бркме шо и како. Има институции што треба да трчки таа работа. И јас сум за тие 11.000 евра да видиме како се истражили, ама тоа да се оди институционално. Ние како совет не сме истражителен орган. Ова ли началник? Благодарам. Съветника Рафеев за какъв карцинома. Да, това е дискусията на предходна седмица, ще той ще пида, но поведение. Да, ама мога да отговоря, че не може да оставам така, че нов багер е карцином до комуналната. Нови трактори карцином, нова механизация. Дълги има още остатък от комунално, ще го прифатите, бидейки не знаеха да го изменеджият, още го плакне. Още го плакне. Уши 4,5 милиона денара има заплатени. Без седмица са 4,5. За таков карцином плата. Нема останало един ден без вода. Всекога интервенция е най-бързо, що може да се завърши. Всекога интервенция. За какъв карцином? Гласа за карцином 4 милиона евро нов водовод, с нови приключни елементи, с нови мерила. Защо говорим? Ние сме преземали нищо. Това е най-големата инвестиция в Богданци, що постои въобще да се прави. И немта добре стоя да го пофати. И не питате додека, що е, как е, коя улица завършени, как е постапката, що е постапката. Или то не е добре, що се работи. Кажете дали с тази инвестиция ние ќе го решим проблем от загубици на вода. Го решаваме директно проблема. Решаваме проблем деценийски, значи решаваме проблем за 100 години, не би трябвало да има проблем с дефеци, с загубици на вода, с вода. А мадмайна, кой е мадмайна? Ти го ставите на нещо, що не е изимно, да вземете от него, да вземем средства и стопът ефектно и на координация, ви кажах да дадете други предлози. Кой предлог не е прифатен, що е реален и що е издържан. И го повикаме всяка година да дадете последния да направим заедничен бюджет. Така да констатациите не са точни. Така повишавано карцино и не знам що. Комуналното си функционира и ке си функционира. Ако дозволим да биде како предходното и да прифакне дългове, защото некои още ни пред няколко дена бея се ги прифакява дълговете, бидейки не може да го избере да строя, да се платят сметка да строя, това ще биде на наш град. Носите нас, не само на мен да го ръчават, все пък и вие сте дел от власт. Оле Карпе, реплика. Реплика, кратко ќе биде. Значи, аз това ще го кажувам, пише в ревизийски тисища. Не го измислих аз това. Не е поушално. Пише отца, има повече вработено, но това ще трябва. Дека ти е констатация? Тебе дека има повече вработено, колко ще трябва. А вие го прочитате ли ревизийски тисища? Не. После го да видиш. Нормално нека завършим после, не го такива. Значи, той ще го наредела ревизията и аз това го кажувам. Не е поушално, не е измислено. Що пише в ревизията карцином? Не. Пише. От явни набавки не са проведени как ще трябва. От има повече вработени от това ще трябва. Че това го пише. От по кафани са трошени пари. И това го пише. Не го измислих аз. Вие го прочитате ли ревизийските? Не съм го прочитал, очевидно. Това го пише там. Благодаря. Мога ли слата в реплика? Значи по кафани, ки си проверите вашите менеджера предходни. Дек ще работа со един трактор и джобит стоиш кој месец. А имаше в кафаните колко за един трактор всеки месец. Презентация за това молим повече да не дискутирате, ки изкарам сите седмици и видеа и извещави от предходни.
Значи, ви се молям от тази констатация да забравя, защото вашите са милионски суми. Цяло време лафте диви приключици. Айки изкараме сега от 2018 колко има пронайдено и колко има във вашите владеяния пронайдено. Очигледно ги знаете, па приявейте ги. Ние ги спроведем. Ако вие не можете, ние ги спроведем. Има менеджер комуналното, качейте се горе, там и там има диви. Очигледно ги знаете, цяло време бъркат диви приключици. Кой е то менеджер, ще знае, от има диви приключици и ги оставя да постоят диви приключици. И видейте от 2018 до сега колко има пронайдено. И колко има затворено, качейте се горе и ви дава менеджер подаръци. И ако не е менеджер от служба, менеджерът е по-скоро. Цяло време говорите, со един трактор сега има 10 возила. Та пумпата некъде първи изпадна на пожир. Тони 300 е. Тия механизации имат амортизация. Има и загуби от них, ами има и добивки. И келавте за карцином. Проверете си вашите карциноми, можете да си шетат свободно. Има и приеви, и до явно обвинителство, и до не знам дека, и да не спомнувам се, и коли регистриране, добро знаете. Добро знаете, го моля, ки изкарам сите явно ки обявам. За репрезентация. Председател, Ой, да начало. и аз сметам от дискусията на Дизебо собствен публичен правец и мислям, че трябва да я прекинем, значи може да се надлапваме и цял ден да се надлапваме, всеки ки има замъка за некой. Сакам да го изкажем и моят став по водата. Сметам дека сега не е истински момент совето да се разпуща. Защо? Освен това, ще ги донесат финансовски издателци на самата община, тук века са доведали функционирането на общината в древен период. Ако взема факта, дека може би и на есен има парламентарни или на пролет председателски избори не чекат, мислям, от таки избори много време. Знаете дека това ќе предизвика одредени проблеми по функционирането и ако мислам, и аз имам ингеренции, кога нямам совета и сам да ги носам, защото не би сакал. Сметам дека сите сме свестни, може да отлучаваме, може да дискутираме па некои пъти и ке се разправна, ако трябва, и ке се духме. Мислам дека советот во овој состав може да функционира. Тук всеки би ги повикал да съветницство да помогне за по-големо учество и да байме во поддршка, бидејќи за некои точки, бидејќи се работят за проблема на грегањето на община Богданци. Значи проблемто во Богданци, дали са на ДПМН, дали са на СДСМ, са исти. Нема твоите различни проблеми. Изглинови девица и за мен. Тие са проблемите на грегањето. И това сметам и повикавам да не се поддържа това. Благодаря. Благодаря, Карпе. Реплика от бех спомнил. Що да кажа, 7 години сте вас. Ако има някой, ще се огречил пред закон, нека се отговаря. Тук нямаше повече да дискутираме на тази тема. Това е да няма ширно, ще кажа да начало, само това сега накратко да кажем. Ако някой се огречил пред закона, трябва да отговаря. Благодаря. Колега Дронов имаше дигната лайка, да ли отпред? Да започна малко нема по-добра дискусия. Дали някой друг се ява възбор? Бидејќи никой не се ява възбор, точката 2 предлог одлука за само инициативно разпущане на совет е станало усвојување. Кој е за? Кој е против? Констатирам дека точката 2 не е усвоена с 5 гласа за и 5 гласа против. Бидејќи дневниот ред е не е затворен седмица.